Влюбеник во природата е оној чии внатрешни и надворешни сетила се меѓусебно усогласени, оној што го задржал духот на детството, дури и на зрела возраст. Ралф Валдо Емерсон. Пред неколку години, неколку дена пред Нова година, ако не се лажам, во Скопје, иако беше сончево, со денови беше загаден, но воздухот беше тежок. И одлучивме да отидеме на неколку сати да избегаме од тоа. И тргнавме на кај Козјак и дури некаде на пола пат се отвори некако времето и очигледно беше дека воздухот таму е поинаков и е чист. Стигнавме таму и ставивме колата и како што се движевме нели кон онаа точка кај што се отвара тој спектакуларен видик, дури имаше снег и осетив дека дува ветер таму. Наспроти она што беше во Скопје, тој застојан воздух каде што ништо не мрда. И самото присуство на тој ветер што доаѓаше доле од кај езерото и мирисот онака на чист воздух ме буквално физички го доживеав тоа, доживеав радост, една чиста, едноставна радост. И дури ми доаѓаше да се смеам. И сега може човек да каже, па добро сега од ветерот ли те натера да се смееш, што има толку ветер како ветер. Меѓутоа, кога ќе дојдеш од состојба на тмурно време, каде што дури психички влијае тој загаден воздух и се фрустрираме, сме разочарани како и да, самиот тој факт на тој едноставен ветер и таа убава гледка буквално физички направи да ја почувствувам таа радост. И како што поминува времето, гледам дека нели во секојдневниот живот во град, одиме на работа, дома, компјутери, телефони, во затворен простор и така натаму, барем за мене лично се повеќе чувствувам дека потребно ми е, имам физичка потреба да излезам на страна во природа, во тишина, во убава гледка, во шума, како и да е. Некој може да каже супер за тебе, меѓутоа ти си, не знам, можеби таков тип, меѓутоа не се сметам јас себе си за некој, не знам, човек што е ностоп во природа, секој слободен момент го поминува во природа или не знам на планина и така натаму. Не, јас сакам да си седам и у кафичи да си пијам кафе и да читам книга, значи не сум опседнат со природата, меѓутоа јас сакам природата и како што поминува времето се повеќе чувствувам и физичка и психичка и физичка потреба да бидам во природа, да уживам во, не знам, да слушам птиците како пеат или да без да се задолбочувам премногу, едноставно да бидам во таа средина. И ако размислиме зошто доживеав силна радост во средбата со тој ветер таму на Козјак, тоа нема ништо мистично или предлабоко. Тоа е затоа што јас сум природно суштество и во контакт со природата се случува нешто. Значи на некој начин јас припаѓам како природно, како човек во природата. И сега може да звучи како ајде да се вратиме во природата, да се тргнеме од екраните, да се вратиме во природата, да се шетаме низ шума, само за да се смириме, нели, да се растеретиме, да се ослободиме од анксиозноста и така натаму, затоа што сите живееме едноставно напорни и преоптоварени животи често, меѓутоа има нешто повеќе од тоа. Ралф Валдо Емерсон, американскиот мислител, таткото на трансцендентализмот, не е автор, не пишувал романи, меѓутоа некаде тој е зачетникот на таа независна американска мисла. Тој бил обучуван, бил образован да биде свештеник, проповедник, пастор, претпоставувам, меѓутоа поради некои околности тој заминува од црквата и од тој позив и заминува во Англија, изучува, чита многу, се среќава таму со Вордсворт и со другите англиски романтичари, се враќа и почнува да пишува пред се есеи, да промислува филозофски. И можеме да го наречеме првиот американски филозоф. Иако од една страна нема ништо толку уникатно во неговата мисла и филозофија, почнува да патува низ цела Америка. И еден од неговите најпознати есеи е есејот од 1936, мислам, наречен Природа. Многу клучен есеј, во кој што тој не само филозофски приоѓа на природата, и ја поистоветува природата со Бог. Во која смисла? Значи, кај него веќе не постои простор за Бог разбран во класично теистички, во рамките на класичниот теизам, како личносен или личен Бог кој што интервенира во човечките животи, туку Бог е едноставно се присутен во смисла на дека тој е присутен, дека тој е самата природа. И ова не е ништо ново всушност и
Спиноза, буквално, некои си 2 века пред него или 1 век пред него го поистоветува Бог со природата, не може ти да го одвои Бог од креацијата. Меѓутоа поентата на Емерсон и тој не ја сваќа природата буквално дека природата се само, не знам, тревата или дрвјата или планините, туку целото постоење. И тој вели дека природата, средбата со природата е доволна да ни го открие тоа што треба да го знаеме, дека разумот е во природата и кај него има еден термин наречен self-reliance или зависење на внатрешната интуиција, на оно што на заклучоците до кои што нашиот разум не донесува и дека не ни се потребни надворешни авторитети или догма да стигнеме до тама дека и во контактот со природата ние всушност можеме да дојдеме до најдлабоките вистини. Има еден многу познат цитат во тој есеј каде што тој вели: Минувајќи преку отворена ливада, низ снежни вирови на самрак, под облачно небо, без некаков повод да се чувствувам среќен, доживеав совршена возбуда. Бев среќен до рап на страв. Во шумата има непресушна младост. Во шумата им се враќаме на разумот и верата. Додека стојам на голата земја, а главата ми се капе во ветриот воздух и подигнат сум во бескрајниот простор, целиот егоизам исчезнува. Јас се претварам во прозирно око. Јас сум ништо. Јас гледам се. Теченијата на универзалното битие циркулираат низ мене. Јас сум дел и частичка од Бог. И во контекст на реалноста во која што живееме, речиси како да живееме во две реалности во последно време. Едната реалност, она природна реалност, другата некаква си дигитална, виртуелна реалност, па дури и нашата дигитална, виртуелна персона некогаш се разликува, пробуваме да се представиме како нешто што не сме и така натаму. Мислам дека Емерсон има поента дека враќањето ние сме природни суштества и во контакт со природата има што да научиме. И всушност природата самата ќе ни прави еден граундинг, не втемелува, и тоа го вели во контекст малку поинаков и Бјунг-чул Хан, кога вели дека символот и ритуалот не втемелуваат, не застануваат во моментот, иако нивното повторување можеби не ни прави смисла. Јас би рекол дури и контактот со природата, редовниот контакт со природата прави да дојдеме до нашето видео најдлабоко јас, многу повеќе отколку протокот на информации, и како што вели Хан, символичкото восприемање како препознавање е восприемање на перманентното. На светот му се одзема контингентноста и стекнува долготрајност. Денес светот е сиромашен со символи. Податоците и информациите не поседуваат символичка сила и затоа не дозволуваат препознавање. Сликите и метафорите што создаваат смисла и заедница и го стабилизираат животот се загубени во символичка празнина. Искуството на долготрајноста исчезнува и контингентноста се зголемува драматично. Ритуалите може да ги дефинираме како техники за да се чувствуваме во светот како дома. Тие го преобразуваат бидувањето во светот во бидување дома. Тие го претвораат светот во сигурно место. Мислам дека во контекст на времето во кое што живееме, во кое што живеат повеќето луѓе, би рекол, растргнати меѓу тие два света, меѓу природниот свет или природата и дигиталниот свет, светот на единици и нули и така натаму, сепак ние во суштина сме природни суштества, природни битија. И во таа смисла се сложувам со Емерсон дека природата, контактот со природата може да не научи на се што ни е потребно. И мислам дека и затоа не ме чуди што се повеќе како поминува времето, потребен ми е контактот со природата, потребно ми е да бидам во природа, да бидам во таа тишина или во природните звуци наместо вештачки создадените звуци. Во присуство на природата, едно диво задоволство струи низ човекот и покрај неговата тага. Природата вели, тоа е моје создание, и покрај сета упорна и дрска болка, тој ќе се радува во мене. И мислам дека нема да сгрешиме ако се вратиме или ако ја негуваме праксата на одење во природа, што и тоа да значи, можеби во градски парк некој да се прошета и
да ужива таму, може некој да отиде на водно, да излезе надвор, како и да е, на планина. Меѓутоа мислам дека контактот со природата ќе ни дава, не само што ќе ни дава рамнотежа и ќе ни помага во борбата со анксиозност и со се она што не оптоварува, туку ќе ни прави да бидеме втемелени и во крајна линија и подобри личности.